Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите свекрвини коцки. Почнуваме со подготовка на тестото. Во сад за матење ги ставаме брашното и прашокот за печиво. Го додаваме шеќерот. Потоа ги додаваме какаото и маргаринот. Јајцето го кршиме, го додаваме во садот. Го налеваме млекото. Со рака ги месиме состојките. На опаку завртената тава за печење намрсена со маргарин ја набрашнуваме. Половина од тестото ставаме на тавата. Го наросуваме со брашно. Со сукалка разлекуваме кора. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 15 минути на температура од 200 степени. Поставката ја повторуваме и со преостанатото тесто. Во меѓувреме го подготвуваме пандишпанот. Во длабок сад ги кршиме јајцата. Го додаваме шеќерот. Матиме со миксер додека не се растопи. Потоа ги додаваме брашното и прашокот за печиво. Мешаме додека смесата не се соедини. Смесата ја ставаме во тава за печење обложена со хартија. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 20 минути на температура од 200 степени. Почнуваме со подготовка на филовите. Во тенџере на оган налеваме половина од млекото. Додаваме 100 грама шеќер. Во преостанатото млеко во мензурата ги додаваме брашното и густинот. Мешаме со жица за матење. Потоа непрекинато мешајќи со жицата во завриеното млеко ја додаваме содржината од мензурата. Откако кремот ја добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Половина од кремот ставаме во длабок сад. На парчиња ја кршиме чоколадата. Ја додаваме во тенџерето. Мешаме со жицата додека не се растопи. Во садот со 200 грама шеќер ја додаваме водата. Во сад за матење го ставаме маргаринот. Матиме со миксер додека не стане пенест. Потоа го додаваме размешаниот шеќер. Матиме со миксерот додека смесата не се соедини. Половина од смесата додаваме во тенџерето со кафениот фил. Во садот за матење ја додаваме половината од кремот. Матиме со миксерот додека смесата не се соедини. На крупната страна од рендето во садот рендаме кора од лимон. Уште еднаш матиме со миксерот додека белиот фил не се соедини. Потоа со миксерот го матиме кафениот фил додека не се соедини. На послужавник ја ставаме првата кора. Ја премачкуваме со кафен фил. На пандишпанот му отстрануваме хартијата. Го ставаме врз филот. Го премачкуваме пандишпанот со бел фил. Врз него ја ставаме втората кора. Потоа го сечеме колачот на коцки. 2 коцки ставаме на чинија за сервирање. Почнуваме со подготовка на преливот. Чоколадата ја кршиме на парчиња и ја ставаме во тенџере на оган. Ја налеваме водата и додаваме маргаринот и шеќерот. Мешаме со лажица. Откако преливот ја добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Со чоколадниот прелив нанесуваме врз свекрвените коцки. Декорираме со бели и кафени шеќерни бомбони. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 2 часа. Добар апетит!